Добро утро, почитувани гледачи. Кога е вистинско време да се посети логопед? Ова е темата во денешното издание на Фактор здравје, но не само за говорот, доцнењето на говорот кај децата или раното откривање и препознавање, ќе зборуваме и за важноста на движењата, на фината и грубата моторика, стимулацијата, најразличните вежби од секојдневието кои што се прават заедно со третман со специјалист, но и во домашни услови, она што треба родителите да го направат за своите деца. Како прво да препознаат некаква отстапка, а потоа и да се обратат кај стручно лице. На оваа тема разговараме со Викторија Силјановска, магистер специјалист логопед од Центарот за рана интервенција и стимулација кај деца и возрастни, тимот А. Добро утро, Викторија, и добре ни дојде. Добре ви дојдов. Поздрав до сите гледачи, фала ви на поканата. Така. Родителите се тие кои што поминуваат најмногу време со своите деца. Родителите се тие кои што и најмногу се грижат за правилниот раст и развој. Но некогаш има дилема кај нив кога да посетат логопед, кога е вистинското време, ако веќе евентуално забележале некакви отстапки, посебно кога станува збор за доцнењето во говорот. Постојат одредници според кои ние стручните лица, логопеди и дефектолози, специјални едукатори, рехабилитатори поново се водиме кога е во прашање детскиот развој и нели во согласно од возраста на детето, важно е родителот да биде информиран што всушност во тој период се очекува кај детето. Доколку забележи некои отстапки, макар и една да е отстапка или само се сомнева или прави споредба, иако не сум многу за споредба помеѓу врсниците, помеѓу своето дете, родителот го споредува со друго дете, односно со другарчето, важно е да се консултира стручно лице. Подобро е да се советуваме, подобро е да се направи развојна проценка доколку нели состојбата на детето го дозволува тоа, за да знаеме што понатаму, дали треба да се вклучи стручно лице во третманот, дали треба само дома да се дадат некои насоки, а ние како стручни лица ќе бидеме вклучени индиректно. Од самото раѓање треба да се следи детенцето, како ја крева главата, тоа е на првото што се забележува, како ги подава рачињата, дали следи предметите со очи, дали подоцна веќе почнува да имитира, најчесто дечињата веќе после 6-7 месеци почнуваат многу и да имитираат се што го гледаат околу, дали реагираат на своето име, дали се вртат кон изворот на звук, дали подаваат рачиња да земат некој предмет, дали е присутен показен гест, како детето расте многу љубопитно, се што е околу му буди интерес, сака да знае што е тоа што го гледа околу и со рачињата покажува, почнува да мафта, да параќа полјупче и слично, да имитира едноставни моторни движења, едноставни налози да разбира и слично, па веќе околу 9, помеѓу 9 и 12 месеци се очекува првиот збор со значење. Тука во први зборови се и ономатопеите, односно звуци од околината, каде детето почнува да ги имитира, или членови од околината, ќе ги каже. Најчесто е тата, не мама првиот збор. Првото нешто што го кажува. Да, и потоа веќе од 12 месеци нагоре неговиот рецептивен фонд, односно фондот на зборови кој детето го разбира, почнува да се зголемува и тоа прави основа да дојде до експресивен говор околу веќе 18-тиот месец, кога детето ќе почне да ги поврзува во кратки фрази. Доколку се забележи тука некоја отстапка, многу е важно родителите да контактираат стручно лице и да видиме нели зашто станува збор. Така да, што порано се дојде толку подобро, можеби тогаш ќе биде само ќе им дадете еден совет, една насока, а можеби и ќе се почне и е вистинско време така со третманот. Да, подобро е да се праша отколку да се чека да помине многу време. Така нели, мислам, успехот се крие всушност во раната интервенција, раната детска интервенција. Така, и секогаш велиме заедничката соработка на родителите, педиатрите и логопедите се така за да го постигнеме она доброто и посакуваното кај детето. Ќе продолжиме со разговорот веднаш по првиот блок реклами. Останете со нас, почитувани гледачи, и ве поканувам да се јавите и да поставите прашање за да добиете совет и препорака. Со Викторија Силјановска, магистер специјалист логопед од Центарот за рана интервенција и стимулација кај деца и возрастни, тимот А, зборуваме за важноста на логопедот во раното откривање и препознавање и соодветниот третман на потешкотиите со говорот, но и други отстапувања кои што се појавуваат
во растот и развојот. Викторија убаво ни наброја што се, нели, детето, кога треба да го каже првото зборче, првата буква, гласовите, артикулацијата, како да препознаат родителите дека има некаква отстапка? Во однос на гласовите? На гласовите, говорот. Да, во однос на говорот, доколку изостанува првиот збор со значење, доколку детето не имитира, затоа што сето тоа е поврзано како една пирамида, движење, имитации, показни гестови, говор, сето тоа оди заедно, тогаш најдобро е да не контактираат. Гласовите се правилниот изговор на гласовите се толерира до 5-5,5 години, со тоа што последен е гласот Р и му се дава време за да се добие, но најдобро е да се направат прегледи или развојни проценки со стручни лица во првите 5 години од животот, доколку се забележат било какви отстапки, без разлика дали е тоа неизвршување на некој вербален налог, доколку изостануваат показни гестови, доколку сметаме дека детето недоволно не разбира, доколку не реагира на повикување на името и слично, доколку гледаме дека е затворено во еден негов свет, сето тоа е она што ни наговестува дека може подобро да се консултира стручно лице. А во однос на тој полесниот, ќе кажам, логопедски дел во однос на изговор на гласови, предучилишна возраст најдобро е да се направат прегледи со логопеди, исто и веќе од 3,5 години натаму, ако изостануваат одредени гласови, или се заменуваат, или се скокаат во зборовите, најдобро е исто да се направи преглед со логопед. Така и логопедот не работи само во корекцијата или подобрувањето, така на изговорот на гласовите. Има многу широк спектар на дејности, така и работа со децата во тој период од нивниот раст и развој. Тоа е најинтересно кога ќе дојдат колеги сакаат да обсервираат во тимота, да видат што се случува и кога ќе видат дека всушност нашата работа не е само седечка и не е врзана само со шпатула, сонди и слично, туку е една цела анимација буквално на детето, од игри на под до сечење колажи со боички игри, нижење и слично, дека опфаќа многу разнолики активности и малку се зачудени, викаат, па логопедите се само за третман на гласови, но тоа воопшто не е така. Логопедите се вклучени уште од најрана возраст и на стимулација на говор се може да се работи од самото доаѓање на свет на детенцето, така да сме вклучени во сите аспекти буквално. Исто го фаќаме и слухот, возрастните клиенти, кај ларингектомија, кај афазија, пелтечење и така натаму. Кај состојбите исто аутизам, кај интелектуална попреченост, развојна дисфазија и уште многу голем широк спектар каде што како логопеди сме исто неопходни. Нашата работа логопеди и дефектолози се испреплетува и сме заедно во третманот, заедно со цел тим понекогаш и физиотерапевти и така натаму. Така да. И сега го спомена и движењето, зборуваме и за говорот, има ли некаква корелација во важноста на движењето со доцнењето на говорот или пак и обратно? Колку е важно движењето во детската возраст, како да го стимулираме? Тоа е онаа фина и груба моторика за која што веројатно често пати сме слушнали. Да, се развиваме сите најпрво сензомоторно, односно преку сетилата и преку движењата. И тоа е една цела пирамида каде што треба да се исполнат тие развојни одредници за да детето порасне во здрава индивидуа. Постојат многу истражувања каде ги поврзуваат говорот и движењата. Исто и во магистерскиот труд кој го изработувавме во тимот, се докажа дека всушност движењата и говорот се во корелација. Најпрво движењата се рефлексни, уште во 7-мата недела, околу 7-мата недела интраутерино, плодот прави рефлексни движења, дури и во текот на раѓањето, сето тоа движење за да излезе низ родилниот канал, детето прави низа на рефлексни движења со кои си помагаат со мајката, за да се изврши целиот чин на раѓање и многу е важно
нели затоа и тоа го прашуваме на проценките и прегледите дали детето е родено по природен пат или со царски рез. Откако ќе се роди, неговите движења се најпрво рефлексни, односно не е свесно детето дека ги прави, тоа е еден вид на рефлекс и подоцна тие стануваат волеви. Подавањето на рачиња, најпрво кревањето на глава, фаќањето предмети, испуштањето и сето тоа е еден вовед за се подоцна нели што го очекува, односно да стигне до правилен од, прволински од, до качување на скали, прво оди нели без наизменични чекори, потоа со наизменични чекори, без поддршка, да стигне да може да трча, да запре на препрека, да шутне топка, да фати, да фрли и така натаму. Тоа е оној вид на груба моторика, а во однос на фината моторика, најпрво пинцета фатот се развива кога детето постига да фати ситни предмети, најчесто тоа е некој вид на храна и затоа велиме дека е многу важно детето да се храни само, а не да биде нахрането, уште од најрана возраст, да истражува храната и тука не само што ќе стимулира фината моторика, односно ќе работи и на сензорниот дел каде што ќе вкусува, ќе фаќа различен вид на текстури и всушност фината моторика е многу важна за подоцна односно еден вид на предчитачка, предпишувачка вештина и е многу важно сето тоа да е совладано до предшколската возраст. За да може потоа во училиште така и да држи молив и да почне да пишува. Да, затоа што доколку имаме добра манипулација со прстите на дланката, тогаш тоа ни покажува дека детето добро ќе манипулира подоцна и со моливот. Затоа до предшколската возраст тука и интензивно се стимулира, односно се работи на сето тоа. Фина моторика може да се работи на многу начини, дури само со еден обичен лист хартија да се скине, да се стутка, пак правиме манипулација на рачињата, прстите нели манипулираат, туткање предмет, исто стисокот тука, тоа ни прави основа како ќе се држи подоцна моливот. Колку ќе биде добро значи треба да работиме со деца, да ги анимираме, да им посветиме малку повеќе внимание. Интересен е оној пример врзувањето на врвките. Кој родител го оставил своето дете да се помачи малку, да се обиде да ги врзе врвките, и тоа е еден начин на вежба. Да, тоа ги штедиме децата од сите работи, така ние самите го правиме тоа за нив. Да. Јас имам еднаш прочитав некаде вели ако сакате му помогнете на вашето дете, тогаш ако сакате му одмогнете, тогаш помагајте му во се што прави. Е тоа буквално денес се случува, а всушност треба да го ставиме детето да истражува околината, да се стекне со нови искуства, за да подобро се снаоѓа подоцна во животот. Па и моментално. Така да. Дали од премногу заштитнички однос кон децата, за да сакаме да го направиме најдоброто за нив, да ги заштитиме, да не паднат, да не се повредат, па правиме некоја грешка како родители. Јас вака се јавилам, генерално зборувам. Мислам дека многу голем удел во сето тоа има што денешниве дечиња последниве 3 години растеа во пандемија и тој страв за нашето здравје на сите нас ни зеде некаков данок и сите на некој начин станавме многу попредпазливи, позаштитнички настроени и слично. И тука доаѓаме веќе до судир кога нашите генерации растеа буквално целосно различно, надвор со песок, со лисја, качување по дрва и слично, а денешните генерации растат под еден вид на стаклено ѕвоно каде што не смеат да бидат извалкани, не смеат да допрат песок затоа што таму е валкано, па има страв што ако детето е во интеракција со други деца можеби ќе настине и слично. И сето тоа еден вид данок зеде, но во последно гледам дека и преку вакви јавни излегувања родителите почнуваат да се будат и дозволуваат, поготово нели во процесот ако е вклучен логопед дефектолог, почнуваат да бидат по пуштени во тој дел и му дозволуваат на детето да го истражува светот затоа што знае дека тоа е за негово добро. Така. Дали преку овие вежби или преку стимулирање нели на таа фина и груба моторика се придонесува за градење и на толеранцијата и трпението, концентрацијата всушност кај детето, така? Да. Се соочуваат многу деца со недостиг од концентрација, трпение немаат буквално за ништо, сакаат во моментот нештото што ќе го посакаат да се направи, едноставно не успеваат.
Да, многу помага сето тоа. Дури за нас возрастните, еве некогаш кога работиме со, ќе кажам народски, попипави работи, тоа помага да се нели насочиме на активноста, дека се зголемува прагот на нашата концентрација, нашиот фокус, нашето внимание, истото и кај дечињата. Кога треба да наниже нешто, тоа веќе се очекува на 3 годинки, кога треба да наниже еве на мека врвка, на пример макарони, треба да се насочи како ќе ги фати тие макарони, како ќе ги протне нели во врвката и слично. Така да го бара целиот фокус и негово внимание за да се изврши таа активност и така преку низа такви активности во текот на секојдневието, прагот на неговото внимание и концентрација, па и насоченоста нели, односно фокусот на тоа што го извршува се зголемува. Да, ама и родителот секогаш треба да е тука до него, така, да го остави сам да го прави тоа, ама да го надгледува за да му помогне во одреден момент или да го охрабри или да го поттикне дека иако не успеал во моментот нешто да направи, ќе се обидат на друг начин за да го постигнат тоа. Да, родителот добро е да биде вклучен, иако детето многу е важно да знае и само да почне да игра, но поготово еве вака кога игра со ситни предмети и слично за тој дел за фина моторика, важно е да биде вклучен во процесот, да го мотивира, да му покаже како, да го охрабри затоа што на тој начин па ќе влијае и на близината со детето, на се гради тука врската доверба родител-дете, мотивацијата, затоа што сето тоа што родителот ќе му окажува низ тие активности кои ќе ги работат заедно, игрите, тоа подоцна станува внатрешниот глас на детето во текот на животот, што ќе си го користи цело време кон себе. Така да. Посветеноста, да, знаеме дека родителите имаат многу обврски во текот на денот, не дека поминуваат малку време со своето дете, но веројатно некогаш не останува време комплетно да се посветите на она што значи дел од растот и развојот на детето. Што би ги советували или што би требало да направат за да можат да придонесат за правилниот раст и развој? Да бидат вклучени постојано, единствени каде што не сме заменливи сме во семејството. Периодот на растење не се враќа. Важно е да бидат тука за своето дете, да посветат колку може повеќе внимание, повеќе активности да прават заедно, затоа што освен што нели тука ќе стимулираме говор, ќе правиме физички вежби и слично, многу е важен и психолошко емотивниот момент каде детето почнува да ја гради таа доверба кон родителот, да знае дека не е само во целиот процес. Многу е важно еве и да се одлучат веќе да се вклучени пред мултимедијални уреди. Ете тоа нека го прават заедно, мада до 3 години според мене дете не треба да биде воопшто изложено, но веќе ако одлучи родителот да биде тој извор моментален на забава, да не е тоа повеќе од половина час и тоа да го прават заедно каде што ќе коментираат содржината која гледаат на уредите. Освен тоа можат најразлични активности да прават во домот кои не бараат ни многу финансии, а ги имаме сите, не бараат ни многу време за да се направи од нив игра, од претурање вода од чашка во чашка, од ставање на графчиња во шише, од сечење со ножички, од обичен лист на хартија, да се скине, да се стутка, да се направи топче, па тоа топче да се дувне, па игри со штипки, селектирање на различни предмети по категории, спарувањето на чорапи по боја и слично. Сето тоа се активности кои за детето, иако изгледа дека не смее да ги игра, ќе бидат привлечени затоа што баш му се на еден начин забранети, а родителот всушност му нуди еден извор на забава и насоченост на вниманието, каде што ќе стимулира многу вештини во тој момент додека го играат сето тоа. Сето тоа можеме да го направиме и со едноставни предмети и работи. Колку повеќе играчки имаат децата, толку се позаситени, па едноставно го немаат интересот за се и се што гледајќи околу нив што све има. Не можат да се насочат и да се фокусираат да ја изиграат таа една играчка, така па да дојде време нешто ново да му понудите. Да, преголемиот избор може да направи збунка кај детето и да не знае што попрво да одбере, затоа што секое дете е љубопитно и сака да истражува, и сега ако има преголем избор на работи за истражување, тогаш станува и дефокусирано и често се смееме со родителите кога ќе дојдат на преглед, сега велиме, прво што ќе направите, ќе ги соберете сите играчки во кутии или во
во кеси ќе оставите избор од 3 играчки. И родителите па како викаат како толку финанси имаме вложено во играчки, постојано подароци добива и слично, како сега да ги собереме. А тоа всушност е најдобро во тој момент за детето да го зголеми прагот на насоченост на една активност. Така да. Да ги поканам уште еднаш гледачите, добро ви се познати телефонските броеви на кои можете да се јавите, да поставите прашање, да добиете совет и препорека. Можеби родителите се на работните места утрово, ама дечињата, бидејќи е веќе летен распуст, можеби не одат и во градинка, па бабите и дедовците ги чуваат. Можете слободно да прашате што сакате, па да го пренесете потоа како совет и информација до нивните родители. Истражувања статистики веројатно и нема колку е застапен проблемот со задоцнетиот говор или со говорот генерално кај децата, но што покажува секојдневието, еве конкретно и во тимот така де што работиш Викторија, но и веројатно комуницирате и со другите логопеди низ земјава. Колкав е според интензитетот и степенот на потребата од логопедите, веројатно покажува дали проблемот е тука. Во Македонија, како што знам до сега, нема некое истражување колку деца се засегнати со проблеми во говор, јазик, читање, пишување, слух, состојби и слично. Но по нашата комуникација и еве во тимот последниве 2,5 години се гледа дека многу е зголемен бројот на деца со развојни отстапки и со колегите кога коментираме, а често се случува, всушност сите сме преплавени од работа затоа што последниве години дали пандемијата зема замав, дали уредите зедоа замав, нешто се случи, некоја промена и бројот е за жал многу зголемен. Родителите стануваат се посвесни во последно, иако имаме многу работи што промакнуваат во целиот процес, некојаш можеби многу се чека, но стануваат посвесни и бараат помош од стручни лица се повеќе и повеќе. Така да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот во студиото. Навистина, интересни практични совети, така, оние што не следат во моментов, ќе знаат како да го следат детето, што да препознат или пак што да направат дома, доколку некогаш едноставно и немаат време или немаат инспирација. Мултимедијалните уреди ги спомена. Колку тоа има влијание и какво влијание има врз развојот на децата? И што да направиме тука? Моќни ли сме? Немоќни сме, предпоставувам. Мултимедијалните уреди постојат за да ни го олеснат секојдневието, за да добиеме најразлични информации, за да сме поблиски со луѓето. За жал, колку порано детето е изложено, толку потешки ќе бидат манифестациите, затоа што таму се многу нагласени боите, звуците, детето не добива двонасочна комуникација. Скоро имавме средба со луѓе кои детето го изложиле од најрана возраст, околу 3-4 месеци. Моментално детето е на 2 години и имаме многу за работа. Буквално детето треба да стекне прво многу искуства, да го истражува светот преку сите сетила, преку движења, да стигнеме до говор, сите да бидеме вклучени со семејството во целиот процес, така да доколку рано детето се вклучи, му се дозволи да гледа телевизија, телефони, таблети, било што, може резултатот да биде многу лош кога веќе ќе дојдат кај нас. Според Светска здравствена организација до 2 години не се препорачува воопшто изложеност. Подоцна веќе може по 1 час и тоа со родител покрај себе, каде што ќе коментираат што всушност се гледа на екраните. За жал во пракса сведочиме на многу порано вклучување. Дозвола да се гледа цртан, да се гледа некоја емисија и слично. Подоцна веќе кога детето ќе почне да расте, ако тој почувствителниот период е надминат, каде што го перцепира говорот, реагира на име и слично, ако му се даде подоцна и е изложен на повеќе јазици, може да направи проблем во артикулација на гласови, може да направи проблем во граматиката и слично. Исто и во фокусот го засега, па децата немаат трпение да завршат една активност која им е соодветна за возраста и слично, проблеми во пишување, во читање и слично. Така, и оно што и по медиумите постојано се апелира,
за жал не си го знаат својот мајчиниот јазик доволно колку што треба. Да, англискиот е многу потребен, меѓутоа мораме прво основата да ја имаме, па потоа да се надоградуваме. Во тие моменти се случува дечиња така да не знаат вистинскиот збор да го кажат, така бидејќи се двоумат, дали да го кажат на македонски, дали на англиски, на српски можеби или каква и содржина и да гледаат со кој јазик иде. Освен тоа и многу често се случува зборување на така наречен свој јазик, кога детето сака нешто да каже, а всушност е неразбирливо, најчесто дури за мајката до некој стадиум може да биде неразбирливо, затоа што прави комбинација од интонацијата што ја слушало нацртаните и јазиците што ги слушало, и нацртаните и во неговото секојдневие, и сето тоа е неразбирливо. Исто така може да се случи и проблеми во однесувањето, проблеми со сон, агресија, автоагресија, изливи на бес и слично. Сето тоа нели си оди заедно, така да многу е важно тоа да изложеност на екрани да биде до минимум. Јас до 3 години мислам дека воопшто нема потреба дете да биде изложено на екрани, после веќе со надзор може по 15-20 минути, ете 1 сат ако биде, 2 сати тогаш да помине надворно отворено, во играње, во соврсници и слично. Ама ретко е многу. Така? Како овие препораки што ги споменуваш ти, Викторија, кога го држат мобилниот или таблетот, така? Тука фината моторика веќе воопшто не е ни стимулирана, ниту се развива, едноставно само со едното прсте работат, го држат, значи раката е само во една позиција. Да, нема движења буквално, нема ни нема ни правилна седечка положба, очите се фиксираат на една точка, прстите не прават никаква манипулација. Ни се случило неколку пати да дојде дете со кое веќе сме почнале со работа, ќе пуштиме музика од некој цртан и детето, а не го гледа уредот, само слуша, детето бара насекаде и само во еден момент го фиксира погледот во некоја точка во зидот и не мрда. Буквално, најверојатно или ја замислува содржината што ја гледа, од толкова силна дразба, како некој вид на потреба е да го види сето тоа, да го слуша сето тоа. Следна реакција, кога ќе се изгаси таа музика, е вознемиреност, најсилна што може. Така. И се повеќе веројатно затоа гледаме деца кои што се раздразливи, вознемирени, плачат на секоја ситуација, така едноставно родителите не можат да ги смират. Третманите со логопед зависат така зависи за каква состојба станува збор. Да. Колку ќе траат, како се одвиваат, од што зависи? Да, тоа прашање најчесто ни го поставуваат. Сега дојдовме, веќе почнеме и до кога ќе трае сето ова, но тоа не може никој да го каже. Дури ако дојде родител со детенце кој има предизвик во совладување на еден глас, само еден глас, може по теорија тоа да пишува дека ќе трае 3 до 6 месеци, во пракса знае да се одолговлечи или да трае многу пократко. Еве за Р конкретно, мене ми се има случајно на прв час да извадиме вибрација, ми се има случајно и 7-8 месеци да не можеме никако да дојдеме до правилен изговор на гласот Р, така да сето тоа е индивидуално, а во однос на другите состојби многу е важно колку се родителите вклучени, затоа што кога ќе се тргне во третман со стручно лице, без разлика дали е логопед, дали е дефектолог, дали е цел тим, се менува целата структура на функционирање на семејството. Родителите мора да работат дома со своето дете. Ние после секој час даваме извештај за часот, даваме препораки за дома, кажуваме зошто нешто сме правеле, затоа што родителот мора сето тоа да го знае. И она што ни е важно е родителот тоа да го прави во низа секојдневни активности до следната наша средба. Доколку тука наидеме на отпори, доколку родителот се потпре само на нас, односно на тие 45 минути час, тогаш веќе знаеме дека целиот процес ќе се одолговлечи и може да трае многу подолго од очекуваното. Инаку како логопеди, како дефектолози може да сме неколку месеци вклучени, години, а некогаш дури до животно. И веројатно забележувате дали се работи дома или не се работи, така, од успехот што на следниот третман или следниот час, еве да го наречеме така, нека биде со детето. Да, тоа работи со вас, го постигнувате ефектот, ама до следното континуитетот некако како да е прекинат.
онаму каде што можеби не се работи доволно. Да, се забележува. Родителот не може да биде терапевт, но ние имаме родители што се веќе пола терапевти, затоа што соработуваме со години, добиваат насоки кои си ги практикуваат дома и дете со кое се работи, веднаш нели тоа се забележува, не може да ни промакне и дете кое е оставено само на нас, исто веднаш тоа го забележуваме. И затоа често нагласуваме, бидете спремни, сега следуваат низа промени во вашето секојдневие, каде што вие нели ке мора прво да бидете силни сето тоа да го издржите, затоа што ние сите како луѓе сме потешко прилагодливи на промени, па за да имаме резултат кај детенцето од нашите третмани. Да, дечињата се многу искрени, тие или сакаат или не сакаат. Каков е пристапот на логопедот за да допре до детенцето и за да го постигне успехот кој што е посакуван од двете страни? Чист, љубов, топлина, сите сакаме весела насмевка, весел пристап, прегратка, да нема да лечи на терапевт дете, затоа што има деца што многу и се врзуваат, ама па има и терапевти што прават многу силни граници и некако не допираат еден до друг, само денес работиме и тоа е тоа, мада тоа е многу ретко некако во пракса, сите колеги кои ги знам се најчесто многу топли и таа топлина, искреност, мислам дека е клучна и покрај тоа што детето ќе не прифати, довербата која ќе се оствари со родителот е многу важна, најважна, затоа што на тој начин родителот нели има и поголем мотив за работа и се чувства поудобно да не праша некои работи кои го загрижуваат и слично, така да како тим терапевт, родител, дете мора да сме усогласени да работиме на доверба и на искреност и отворен пристап. Така на тој начин ја давате поддршката и на родителите, тие ви ја дават поддршката вам, а заеднички го правите најдоброто за детето. Примери од секојдневие, вежби што ги работите или пак ситуации интересни кои што се случуваат секојдневно во тимота. Интересно ни е, шарено ни е, има многу дечиња кои доаѓаат. Од 5-16 месеци најчесто доаѓаат кај нас за работа. Скоро имавме една ситуација, детенце на 2 години трча за да влезе и го сретнува соседка, беше ептен, насмеан, весел тој ден и прашува, вика, кај одите вака растрчани, на мајка ти се обраќа. Мајката вика, еве, одиме на логопед. И соседката вика, како логопед? Па многу е мал, не ви треба вас логопед. Така да на тој дел, еве вака и јавно, не е никогаш рано за на логопед, за на дефектолог, како се забележува потреба, дури од најрана возраст, од првите месеци од животот, многу е важно да се консултираме со стручно лице, за да се добијат потребните насоки. Раната детска интервенција е пред 3-та година, ова е апел и за сите колеги, за педиатрите кои се во директен, нели, контакт со дечињата. Тие први ќе го забележат заедно со родителите нештото, така па се обраќаат. Да, и да не се споредува. Татко ми прозборел, не знам, на 5 години, дедо ми прозборел, не знам на колку. Сето тоа се некои работи што чекаме и детето, ако во моментот не зборува. Тоа било пред 40-50 години. Тоаш немало пандемија, немало мултимедијални уреди, сега живееме во некое друго време и сето тоа стара школа, да кажам, веќе не важи, има одредници според кои се водиме, не ги земаме ние тие стрикно одредници дека вака баш мора да биде, туку ги гледаме функционалните способности, тие ни служат како пример до каде е нели детето со развојот. Така да, во комуникацијата и во разговорот со децата треба постојано да зборуваме постепено и да им го збогатуваме речникот, да им кажуваме едноставни, кратки, ама јасни реченици и зборови, така, бидејќи тој така слуша, така и ќе учи и да зборува. Да, многу еуфорија исто треба, освен што ќе биде се едноставно, многу еуфоричен пристап, весел, певлив глас, многу фацијална експресија, имитации, цело време да се имитира се што се прави, затоа што на тој начин детето го учи говорот и тоа всушност едноставно изразување, наместо ајде земи јакна сега ќе одиме надвор студи, тоа да биде само ајде земи јакна и толку, тоа е едноставен налог кој му го кажуваме на детето, а му возможува полесно збогатување на рецептивниот фонд на зборови, за да нели после почне и тој самиот да ни се обраќа експресивно. Да, некогаш симпатично и убаво ни звучи бебешкиот говор, детскиот говор, раниот, нели? Да. Ама треба малку потоа веќе да поработиме за да не остане говорот на
Тоа ниво и Да. така да се изразува детето. Чисто зборување, без галење, поготово кога ќе дојдат нови членови во семејството, многу често се случува на повозрасниот член да му се обраќаме така поразгалено малку со неправилен изговор на гласови и слично, но многу е важно или тоа и од милост може да се случи, не мора да има нов член, но многу е важно да му се обраќаме на детето буквално како на возрасен, со пократки реченици, со чист говор, мило насочено кон него. Така, значи, постојано и континуирано да работиме на стимулацијата, така и на говорот, и на движењата, да го оставиме детето да си расте онака како што треба, што помалку мобилни околу нив, да гледаме да им го одвлечеме вниманието со некоја друга интересна игра. Како споменам пред еден пример, пред да влеземе во студио, и на плажа, кога ќе ги однесете децата и на одмор, ние кога сме биле мали одве сме чекале да одиме и цел ден сме биле во вода, дури некогаш ни тоа не им е интересно. Да, за жал сме сведочеле, тоа дали е професионално нешто, цело време обсервираме што се случува околу нас. Забележувате во околината, така да. Всушност тоа и се случува, дете во парк, дете на плажа, дете не знам со друштво на роден ден да биде пред телефон, пред таблет и слично, во количка, а може да оди, тоа нема потреба. Со цуцли до 5-6 годинки има, до 4, значи тоа е веќе многу доцна и сите тие работи влијаат на други аспекти од развојот и на сето тоа мора да се обрне внимание, односно родителот да го остави детето само да го изражува светот, да не му стои цело време над глава, да го остави да се извалка, да го остави да падне, да научи како да падне, да му се зборува постојано, да не биде нападнато детето од прашања цело време, да не е каде е ова, што е тоа, туку да му се раскажува што е тоа што е околу него и на тој начин правиме на добра основа за добар правилен развој. Така да ги научиме и да ги оставиме да се осамостојат, бидејќи не можеме секогаш позади нив да бидеме и да ги пазиме, да внимаваме и да ги штитиме. Ти благодарам, Викторија, за гостувањето. Благодарам и вас на поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.